вика, јас имам ноа, плюс ноа, ги реде таму и на крајот инфаркта, гледаш па го однесува. Парите се необходни за еден пристоен живот. Животот се состои од многу сегменти. Не се состои само од пари да ги имаш. Некој имал пари, па неговиот живот може да се рече мизерен. Господине Чејхов, кажете ми колку години работевте како банкарски работник и на кои работни задачи? Па види вака малку назад, ако се вратиме, јас бев стипендиран од Монополот, од Мара Димова, да студирам на економија, на економски факултет. И таа обврска ми беше моја лична обврска да останам у Монополот, затоа што тие ме стипендира. И таму работев 2 години. Тоа малку сега како животен пат. Потоа Советот за просвета при општината Кавадарци, тоа беше 62-та година, 1962-та, тие ме повлекува од Монополот за наставник во економската паралелка горе во гимназијата. Таму бев 1 година наставник, потоа заменав во армијата, во ИНА. Кога се вратив, продолжив пак во Монополот, така да од 15. мај 1978 година стапив на работа во Стопанска банка. Значи, пред тоа 15 години работев во Мара Димова, а во банката работев 18 години и 6 месеци. Така да, едно добро, големо искуство стекнав од банкарското работење, и иначе работев през цело време како шеф на службата за работа со население. Што би издвоиле од овој богат стаж на банкарско работење? Па видите, ние оваа служба е карактеристична за тоа што комуницира со сите штедачи, практично со целиот град. Затоа што у тоа време сите требаше да имаат штедни книжки, затоа што така се донесе една одлука и личниот доход да се зема преку штедни книжки, и овие земјоделските производи што се произведуваат се исплатуваат преку штедни книжки, и многу други работи кои што исплатува по последно време, дури овие социјалните помошти, што ти знам таму, овие што беа отпуштени од работа и тие некоја помош му дава, се одвиваше тоа исплаќањето преку штедни книжки, па сите земјоделски производи, како што кажав, практично целиот народ, целото население беше во контакт со мојата служба. Мојата служба броеше негде 34 вработени, јас бев шеф на таа служба, и кај мене можам да речем дека скоро секој граѓанин има контактиран. Тоа да го споменем и тоа богата соработка со вашата куќа, која што најсефте преку радиото, а после и преку телевизијата, едни живи емисии, контактни емисии со прашање на гледачите и на слушателите пред тоа. Така да можам да речем за време на 18 години се случува најразлични работи, претежно добри, иако имаше и некои работи кои што се, така да речем, невкусни, непријатни. Меѓутоа, јас порано во една телевизиска изјава кај вас таму реков дека ние
вработените во службата за работа со население и сите штедачи представуваме една фамилија. И сега у таа фамилија че има радости, че има и разправи. Така да имаше и такви случаи. Може би по-касно во разговорот че наведиме некои карактеристични, затоа што за време на тоа службување и контактирање, дружење со штедачите, имаше стварно добри работи, имаше на жалост и жалостни работи, поготово кога се деши она за заробените девизи, луѓето стварно кои што печалеле во странство, тие девизи ги вложува во нашата банка и да дојдат во ситуација да немат леп да си купат. Сега се сеќам вака како пред очи да ми е луѓето плачеа, со солзи плачеа. Во тоа време нема леп да си купат. Толку беа не само разочарани, него практично осиромашени до таа степен. Кога се работи со пари се случуваат и интересни работи. Посебни интересни случаи, анегдоти од работењето со пари. Има и такви работи. Сега колку што можем да се сетам и ако такви појави, феномени имаше повеќе, знам за еден случај, така ми е останало сеќање, дури сега ми е смешен. Тоа е Стар Балкан, кога беше кафене, и доваѓа една странка, сега да не спомнам име и презиме, го знам кој е, дојде во канцеларијата моја. И изнервиран, очевидно изнервиран човекот, вика, зашто вие твоите благајници не ми дават пари од штедната книжка? Му викам, како можеш да не ти дават? Па ние за тоа сме тука. Ако имаш пари у штедната книжка, мора да ти платат. Па тоа е работа, вика, што немам пари. Па добро му вика, како можеш да ти платат кога немаш пари? Вика, нека направат негативна. Ми требат, вика, 500 денари, да отидем у Балкан, вика, сега станат од комарот, вика, карти, му е обрале, ама шотко ми тргна, вика, зарод, вика, снема пари. Вика, нека ми дадат, ако нема пари. Че оберам, вика, па че ги вратам. Му викам, добро, ако обереш, ако не обереш, што проблем. И така една смешна ситуација настана. Му викам, слушай, ова е банка, да е приватно, јас од мојот джеп можам да ти дам, да ти позајмам, иначе познат ми беше човекот, можам да ти дам, не вика, ја не чумота, вика, сакам од штедната книжка. Како штедната книжка, кога немаш у штедната книжка? Така таа една интересна работа, може би малку понапоен беше, па тие работи така што ги искажа, и иначе човекот е доста озбилен, не беше за така. Најверојатно под дејство на алкохол бил. Има и други работи така. Не само со овие денарските штедни книжки, него и со тековите сметки поготово. Уште еден случај сега се присеќам за овие што се штедните книжки, денарските. Дошла некоја стара жена, пред мене тоа не се случило, меѓутоа после ми го пренесува, некоја пристара жена така дошла и го бара шефот, мене ме барала. И сега шефот, каде бидеше, таму имаше повеќе шефови. Имаше шеф за кредитирање на стопанството, јас како шеф за работа со население, имаше шеф на правната служба, тоа шеф на книговодството и така натаму. И шефот, и сега колешките кои што беа во мојата канцеларија, и рекле, да не го барате шефот за работа со граѓани. Вика, не, вика, го сакам шефот за работа со селани, јас сум селанка, вика. Една смешна ситуација, она мислела дека посебно има шеф за селани и шеф за граѓани. Кога почнавме да ги отвараме тековните сметки, некоја жена, па мислам дека од Росоман беше, барала да си купе шпорет
меѓутоа не мала пари, па некој рекол, па иду у банката, ќе ти отворат тековна сметка, ќе ти дадат чекови, ќе отидеш у продавницата и брзосно на тие чекови ќе дадат според. А па стварно таа одлука што Скопје донесе централата, најсефте за мене и тогаш и сега, значи беше малку, како да кажам, неиздржана одлука. По таа одлука, со самото отварање на тековната сметка и веќе му следуат одма да му даеш 20 чек празни. Иако нема ни динар у ова на сметката. И добро информирали вие, одма ќе ти дадат чекови, ти ќе си купиш поре. И она дошла тука, меѓу време тоа се измени. Значи, мораше да се внесат пари, па после чекови да добиеш. И доваѓи кај мене. Наравно, тамо не ја отворили тековна сметка, кој не носи пари. И доваѓи кај мене. А да вика, зашто не ми отвара тековна сметка? Јас барам тековна сметка да ме отворат. Па ја викам, че ти отворят, зашто да не отворят? На сите му отвараме. Па вика, еве не сакат. Ја по телефона прашувам шо е работа, па вика, нема пари да уплати. И јас ја објаснувам дека потребно е да се уплатат пари, ќе ти отворат тековна сметка, па ќе ти дадат чекови онолку колку ќе имаш пари на сметката. А вика, јас кога ќе имам пари, ќе отидам, ќе си го земам спорта, ќе си го купам така. Не ми треба вика тековна сметка. Значи, у тоа време се создаде една таква атмосфера да си купуваш ствари без пари. Значи, така се стекнат. И така беше. Одлуката таква беше. Да си земиш чекови, да си купиш роба, ако немаш пари. Факт е дека со тековните сметки се изнаправија низа малверзации. Што би кажале за овие малверзации? Тие малверзации, можем да речем вака, 1001. Сето тоа потекнува од одлуките кои што ги добивавме од централата. Ние бееме филијала тука во Кавадаче, во Стопанска банка, од тоа раководство што се занимаваше со тие работи, со донесување на одлуки. Тие одлуки не беа издржани и право ти кажам, у тоа време ние ескивиравме, не сакавме да отвараме тековни сметки. Сите банки почнаа да отварат тековни сметки, ние стоевме. Затоа што тие одлуки што беа, јас ги читав, стварно немат никакви заштитни механизми. Полно е со дупки, да речем, што може да се злоупотреби на секој чекот. Злоупотребите најмногу ги правеа тие кои што ги донесуваат одлуките. Значи, одлуки со такви празнини може да имат две цели. Или не биле стручни тие лица, не знаеле да уфрлат и заштитни одредби, или пак намерно ги правели за они да користат тие празнини во одлуката. Јас се сеќам, баш Скопјани беа тоа. Кога беше ова, пред тоа што рекол, со самото отварање дават 20 чекови, потоа секој месец по 20 чекови се дават, не те ни прашат дали имаш пари у сметката, не, како некој следување. Ти следува 20 чекови, сакаш зема ги, сакаш не. И многу души ги зема, се ги собират тие чекови. Скопјани, поготово со тековни сметки од поштите. Они кои ќе ги земат тие чекови, бланко чекови му дават, по 100-200 чекови ќе земат, ќе подигнат. И ќе почнат од Скопје по шалтерите на поштите. И ги уновчуват во кеш. Готовина земат. Тогаш беше одредбата, у готовина може да се земе, да се промени само еден чек. Меѓутоа, овие шалтерските работници не го преминуваат тоа и повеќе чекови готово ќе му ги сменат. И овие скопјани сега, примерно, да речеме, 100 чека имат и по шалтерите еден чек беше 1200 динари, како и сегаш бе, и ги уновчуват.
Там кажа, че завършат, път ще дойдат во Велес со автобус или со кола. Ще дойдат во Велес почта, претежно от почтата, ще ви кажем после защо е това. От Велес ще дойдат во Неготино, от Неготино во Кавадач, ще дойдат па у Гевгелия и така нататък. Сите чекове ще ги уносят, упари. Ще отидат там още вечерта и ще ги внесат парите на сметката. Значи он пред това немал ни динар. Чекови си вземал, ги уносил и ги ставил на сметка. Разосно на това, що ги ставил, он взима нови 100 чеки. Утрето иста маршрута. Се ги уновчуе. И сега що е поентата тук? От почтата, обработката на чековите, за това, що седището главната централно беше в Белград, това беше почта заедничка на сите овие што се републики, това се дешава за време на Сафарея. Почта ги прачеше чековите месечно еднаш во централата во Белград. Значи еден месец каснат. А тогаш по одлуката беше чекот да се реализира, това значи да му се отземе от сметката толкова пари, колко ще он потрошил, колко чекови пущил, между на ден, от кога чекот е дойден. А не кога чекот е пущен. Ако е чекот пущен денеска и под денешна дата, че му се извадат парите и че му се пресмета камата. Между кога чекот ще дойде, он може да е пущен пред месец ден. И парите му стоят на сметка, му се пресметува камата у негова корист. А чекот не е обработен. Ако ще дойде чекот, от тогаш, от тази дата му се минусират парите. Практично они печалят без пари, печалят камата. Камата е чиста печал. А бидејќи почта каснеше, не беше ажурна, каснеше скоро месец дена па и повече, и они от почта взима повече такви чекови и почта ги субираше, па после ги прачи у Белград, па тамо не ажурни, па додека да се реализират, може би и 2 месеца. 2 месеца он прима камата. Тия малвърза си ги прави. Па и други, да речем, чекови, новопечени тоги бизнесмени немат пари, а сакат да отворят некоя работа. Поготово овие што се купи продај, што се трговски дучанчи организации. Тие се снабдува от разни тия магазини, кои што дава роба на почек, на одложено плащање. Ще да е робата после 15 дена, па дури 30 дена имаше, кога ќе ја продаеш работа, ќе ја платиш тогаш. Между тоа за гаранција остава вакви граѓански чекови. И сега му треба чекови, между тоа треба да ги соберат или да барат екстра чекови да дават, затоа што ние почнахме да малко да ги строго да ги издаваме тия чекови, према парите колко што ги има на сметката. Между тоа се снаоѓа луѓето и че остават чекови во магазин некој у Скопје ги има тие, че си земат роба, между тоа ако не му се троше робота, овој што е таму чековите оставени како гаранција, че поминали рок, тие ги пуштат чековите. Вие робота му стое во дученот, нема други пари и кога ќе ги пуштат чековите, баш на основни суми у минус. И имаше неколку случаи што, так да речем, класично банкротираа. Дури ние по судски пат мораме да ги наплатим тие, оти нема можност он да ги плате. Дури на некои и куќите ги изгубија, или становите. Затоа што преко судот тие присилно се наплатуват, што има да му се продае негово, што има да му се продае, че му се продае. И тие артикли не се бара Бог знае каква цена, 50% от вредността дае, 50% че се продаят. И такви имаше неколко случаи, стварно за жал за тия луѓе, што така постапиле, нешто најверојатно, најдобронамерно они мислели дека на тој начин че тргне некоја работа, некој бизнес, че спечала, па
че ги вратят парите и така натам неща. Она планираното всеки път не излева, што викат домашниот есеп на пазар често пати не излева. На крајот од разговорот кажете ни каков е вашиот став кон парите? Што вие мислите за парите? Колку му се потребни на човек пари за еден нормален живот? Па види, сега, тоа е релативна ствар. Ако се прашаме што е тоа нормален живот. Сега, нормален живот на некој е, многу пари му треба за нормален живот, он како што го замислува. Тоа е релативна работа и зависи од секоја индивидуа, од што е задоволен. Некој е задоволен од малку, али тоа малку па да е пристојно. Некој не е задоволен дури од многу. Сега да ти кажам вака, јас синоќе беше преку телевизија, не знам што е тоа реклама или што е, вие најшот еден глумец, вика, јас имам ова, јас имам ноа, плюс тоа, плюс ноа, ги реде таму и на крајот инфаркта, гледаш па го однесува таму. Значи, не се работи и животот и тие сите благодети животот што ги дава, не се состоje само у парите. Парите се необходни за еден пристоен живот. Сега тој пристоен живот што значи? Значи не да бидеш заробеник на парите. Да пари, па пари, на ништо друго да не мислиш. Значи треба да се помисле и на културни издигање, на образование, па и на други работи, па дури да помагаш некој како донатор, како спорт, како некои талентирани уметници и така натам. Животот се состои од многу сегменти. Не се состои само од пари да ги имаш. Некој имал пари, па неговиот живот може да се рече е мизерен. Затоа што он се радуе само на тие пари што ги има. И гледа што повеќе да ги има. Ја еден пример со врска со парите ми остави така впечаток, кога бев прва година на економски факултет, имаше еден професор Емануел Чучков. Иначе тој првоборец бил, па дури делегат у ова што е Прохорчински, кај беше ова асном што се одржа. Човек, револуционер, шетан, скоро цел свет го има, секоја држава има отидено, сега е покоен, али беше многу вицкаст. И ние како бруцоши тогаш, прва година, стално амфитеаторот, предавалната беше полна кога он доваѓа. Од него кога имаме часовите беа споени по 2, значи по 90 минути. И он нешто ќе каже, предаваше економска географија, ќе каже нешто, па некој виц ќе каже, некој доживување. И еднаш вика, деца вика, знае он, студентите се релативно, не релативно, туку сиромашни се, джеп пара ја имат, ја немат, стално у недостиг на пари, и ако му одобрат некоја стипендија, стипендиите не втасуени за мензата, па камали за стан за учебници и така натаму. И он вика, деца, пристар човек беше, вика, не се плашите, вика, што немате пари. Вика, и оние што имат пари, вика, не му е баш како што треба. Вика, го знаете ли ви, или сте чули ли за Рокфелер? Вика, тоа е мултимилионер, вика, во Америка. Черка му кога мажал, потрошил $1,000,000 за свадбата. Али вика, шо фајде, кога не можел салата азелка, вика, да си апне. Затоа што имал чиру стомак. Значи, не е се упајате. Го здравието уште по-големото богатство. Значи, ете, тој мултимилионер, меѓутоа не смеел да апне зелкото, че го маче чирото стомак. Значи, тој здравството е над се. Ти ако не си здрав, ако стално нешто те боле, не те е згодно, што ти знам, тие сите непогодности, што джабе ги имаш парите.
После една друга работа има около парите и около богатството. Много луѓе имат, да речем, мултимилионери, повече милиони пари. Меѓутоа дома кога ќе седне, пак ќе посака люта чушка да апне или зелка да апне. Значи животот е многу едноставен, многу сличен и на оној сиромавиот и на оној богатиот. Може да речеме сиромавиот поредко месо јаде. Меѓу овој што почесто јаде месо, можеби троше повеќе пари, али не е поздраво. Поздраво е да си вегетаријанец отколку месо да јадеш, ако е за здравјето у питање. Према тоа тие работи не се разликуваат многу. Сега имал пари, некаде му стоја, дали у странски банки или ова пари, па секој може да замисли дека шом ја исто јадам со богаташот, ете моите пари у Народна банка се. Зашто ја не можам да извадам пари, а тој може, врло важно, не ми требат. Мене ми требат колку да си земам за денеска, за јадење, за пиење и така натаму, тие другите нека стојат. Не се состои живот во парите. Парите служат како средство за плашење, значи прометно средство. Инако се знае парите повеќе функции вршат. Меѓутоа, за пари човек да има само пари, не му е доста. Он треба повеќе работи да има, се што се состои овој наш живот, човечки. Значи, треба дел од културата да има, дел од парите секако, па дел од модата, да речеме, дел од образованието да го има, да не биде неписмен. Значи, тоа е најголемиот сиромаштила кога човек е неписмен. Луѓето, оние кои што има знање, тие се осеќат многу побогати од оние што имат пари. Затоа што знањето многу вреди. Без обзир што е тоа знање. Дали некој е занаед, дали некој странски јазици ги знаеш и така натаму, се осеќа човек дека е побогат, кога што викате една книга да прочиташ, си побогат. За тоа знаење што си го стекнал од таа книга, било за што да се работи за каква книга, дали тоа е некоја стручна литература, белетристика или што те знам, па дури народни приказни да си. Многу поарно ќе се чувствуваш кога ќе прочиташ таа книга, отколку у некоја кафана да седиш и да играеш таму некои народни игри. Сега за парите има и многу смешни работи. Вицови луѓето ги измислиле. Ја колку сеќам сега ги има многу. Тоа се десило во Англија пред некој шалтер на банка. Некој малку шеговит човек сакал смешка да направи и он некаде приквечер кога почнало да се смрачува и он почнал да бара, знаеш, бара натаму наваму и некој дошол тука, шо бараш? Вика, фунта бара. А фунтата знаеме дека е една новчанец која што највисока вредност има. Барам од тие од другите овие што се девизни средства, платежни средства. Фунта, значи новчанец со голема вредност. И овој што дошол, и он почнал да бара. Не е малко една фунта, да си ја најде. Трет дошол, четврт дошол, што барате? Фунта бараме. И сите се насобрале 100 души да барат. Беше и се смачило веќе. А овој првиот што почнал, он си застанал наставно и се си гледа вие како барат. Се смрачило, па некои упалјачи, па свечи, па не знам, бурина, не знам, светлост, некои джепни лампи и така натаму, барат уште. И тие првиот што дошол, што го прашал, го гледа овој си стое. А бе вика, ти ли ја изгуби фунт? Не, вика, не сум изгубил нешто. Ами шо рече ти бараш фунт? Па си барам, ако си најдам. Ке требало овие сите да барат. Ја вика, не изгубив нешто, си барам. Ако си најдам, добро, ако не некому нешто.
Такви работи има доста. Поготово па со малите деца. Малите деца некој пат многу интересни имат одговори. Порни имаше една емисија, Шек се ви каже, Шек, таму за мали деца се работи, нешто ще ти кажеш, ще шекнат. Не очекуваш такво нешто да ти кажат. Сега порно јас среќам недостиг имаше на млеко. И туа на нашиот пазар имаше на млекара, но сега млеко, али у мали количини. И луѓето осабаливо, што у 5 сата ќе отидат и чекат наред со лончињата и средија, да, чекат млеко. И не знам, мислам оти 10 динари една банка беше литар млеко. И сега меѓу тие го пратили од дома едно девојченце. Таму да земе млеко и ова лончето го носи од 1 литар и од другата рака банката ја држи за да го плати млекото и наредот си чекал. И сега кога се приближуваат тие млекото дошло, почнали да го делат и полек, еден по еден се приближува за да си земе млеко, кога девојчето дали некоја испуштило банката монета, тоа метална пара, а испуштила и изгубила. И сега кога требело да го зема млекото, гледа пари нема. И почнало да плаче. Писка тоа детето, шо е работа, да прашуваат другите чекат. Ами банката веќе и плаче. Банката изгуби дома, че ме тепат, млеко не можем да вземам и така натаму. И сега еден постан човек, не плаче, вика, ево ти банка, вика, че го плачеш млеко. И дал банка. И вака взело банката, почнало уште повече да плаче. Писка, абе добро, ево банка ти дадов се, млеко че го вземеш, няма да те кара дома. Ами вика, аз става да не я изгуби сега, че има 2. Вика, 2 банка. Значи никак живот. Значи, од малите деца. Можеш стварно да се насмееш пака сладко поради тие работи. Еве тука би бил негде и крајот на овој разговор. Господине Чејков, ви благодарам за овој исцрпен разговор. Ја вас ви благодарам. Најверојатно, барем јас така сметам, дека оваа посета и оваа емисија што направивме е во чест на долгогодишната соработка меѓу вашата куќа и Стопанска банка, односно јас кога бев таму на работа, 18,5 години бев и през цело време ние доста соработувавме и по овој повод ја би сакал да ги поздравам сите во Стопанска банка, сите мои колеги тамо и нови дојдени и сите другите, макар да некои од други места отидоа на работа, не се више во Стопанска банка, поготово на луѓето, службениците кои беа во мојата служба за работа со население, па и сега се уште тамо. Благодарам јас.